Благодарам, колега Джафери. Почитувана македонска јавност, свежи се сеќавањето од 2015 година, кога председател на Комисијата за образование беше почитуваната универзитетска професор Колга Неденовска, која што под притисок на тогаш разјарениот Социјалдемократски сојуз успеа да ја води комисијата повеќе од 70 дена, Комисијата за образование, до 4 часот наутро. Денес, после 5 години, можам само да се прашам дали се тоа или ова истите социјалдемократи, кои што само процедурално 64 дена се бунеа и негодуваја дека во Република Македонија повеќе не сме да се оформува нов универзитет. Тоа беше причина за многу инциденти, многу навреди врз почитуваната професорка, многу црна слика за образованието. И еве после 1600 дена овие почитувани социјалдемократи продолжуваат со апсурдното дејствување. И видете сега што се случува. Предлог за оформување нов универзитет Апостол Павле со седиште во Охрид и, како што е редно на Социјалдемократскиот сојуз, партија на апсурди, посебен печаток мене ми остави предлогот за формирање на институт под број 5, Институт за напредни истражувања за заштита и управување со животна средина и културно наследство. Замислете, во Охрид ќе се унапредува и ќе се заштитува културното наследство. Тие кои што во Баку појдоја со лажен закон за заштита на Охридското крајбрежје и Струшкото крајбрежје, тие кои што однесоја плагијат 7 министри, 4 советници од кабинетот на владата, кои што ги лажеа сите врвни представници од Министерството за култура како ќе го заштителе Охридското езеро, тие кои што си задаја обврска до 1 февруари да ги истуркаат сите дивоградби, сите пицерии, сите бетонски бази, сите објекти на коалиционите партнери кои што го наградуваат ликот на Охридското езеро во Струга, Охрид и крајбрежјето, денес видите ни предлагаат формирање на институт за истражување и унапредување на животната средина и културното наследство. За животната средина видовме колку се грижите, ворете, денеска Куманово е рекордер по загадувањето. 915 PM частички на метар кубен. Рекорд светски. Почитувани колеги, ова законско решение во ова форма, во првото читање, нема да ја добие нашата поддршка. Зошто? Затоа што сметаме дека во моментов неиздржано, спротивно на вашите принципи за кои што сте се бореле претходниве години, без испочитување на стручната фела, на јавноста, проследено со протести од оние кои што се најзасегнати, почитуваните студенти, тие се нашите деца, нашите комши, нашите пријатели, кои што ви кажаја не за политиканство. Го уништивте образованието во Република Македонија. Стасавме до апсурд. Сношти да реагираат оние луѓе кои што треба да се грижат за развојот на Република Македонија. Луѓето кои што ги имаат највисоките образовни титули, доктори на науки, стасаја после 30 години стаж, 35 години стаж, да бидат уценувани, за да им се покачи платата 10%, да биделе членови на некој нов синдикат. Па почитувани представници на Социјалдемократскиот сојуз. Па со кого вие се изживувате? Зарем со професорите? Зарем примариус доктор Стаса да го уценувате, кој што е професор на факултет, да се зачлени во некој синдикат за да му ја покачите 10% платата? Не. Тој ќе си го фати авионот и ќе се замини. Зошто не се запрашувате зошто само 3 студенти се запишале на одделот хемија на природно-математичкиот факултет? Не можат повеќе да ги трпат вашите уцени. Зошто 5 студенти се запишале на филолошкиот факултет Блаже Коневски на одсекот македонски јазик? Зошто на библиотекарство се запишале 2? Заради тоа што ги помноживте со нула. Заради тоа што ништо не реализиравте од ветеното. Затоа треба еден тотален... Единствено добро во ова сето лошо е што си одите за кратко. Си одите и то со 6-та брзина. Полетани сте како авионот да рачиново и нема враќање за вас. Нема враќање. Затоа што направивте ршум.
Нема социјална категорија, социјална група, целна група со која што не се скаравте и која не ја пониживте. Од доктори, од професори, од академски професори, од работени во градинки. Со сите направивте тотален масакр. Тотален масакр. Да ве подсетам, наместо денес каде дискутираме и да знаеме докаде е изградбата на новата зграда за факултетот за финки, наспроти комплексот Мавровка, на новата зграда на факултетот за физичка култура. Ние овдека се расправаме за задоволување на лично его, со кој што затвараме 5 факултети на Универзитетот Апостол Павле и воведуваме 5 нови. Значи, од празно во шупливо се апретурате. И затоа се револтирани сите. Затоа се револтирани сите. Што прават овие луѓе? Па не ви е срам. Следна точка на дневен ред е Законот за учебници во основно образование. Февруари дојде. Се распуштивме учебници, нема, почитувани колеги. Ни на македонски, ни на албански, ни на турски. А вие предлагате закон за учебници. Катастрофа невидена. Сега ќе ве подсетам што се вие како Социјалдемократски сојуз требаше да направите за високото образование. И наместо да се занимавате со она што сте го ветиле, бидејќи катастрофално ќе изгубите, вие по умот на 4 пратеници не замајувате со нови универзитети основани. Без никаква финансиска конструкција, без импликации, со нерешена судбина на тие кои што веќе студираат на универзитетските групи кои што сега ги затварате. Колку да се каже нешто, ќе го заштитуваме опред. Го уништивте опред. Еве што требало да сега направите. Ќе формираме институт за развој на образованието кој ќе биде главниот стожер на целата образовна дејност во високото образование. Ништо добро. Ги оценувате професорите, да му ја покачите платата, да биде реченови на некакви синдикати. Катастрофа невидена. Ќе формираме центар за обезбедување на квалитет во образованието. Вие може да формирате само центар за уништување на образованието. И тоа одлично го правите. Целосно ќе го професионализираме одборот за акредитација и евалуација. Ништо од ова. И то пазете, ово првите 6 месеци. Сега во првите 2 години. Ќе ги вратиме асистентските позиции на универзитетот. Плачат, молат за согласности за вработување асистентите и оние кои што се демонстратори на универзитетите. Ниту едно вработување таму. Вие со што се занимавате? 600 вработувања во Елен. Фризерки и бербери. Нови јавни предпријатија. Нови сектори во министерствата, конкурси за 600 нови вработување во МЕПСО. Наместо да инвестирате во асистентите, во наставниците, во професорите универзитетските, старосната граница е 59 години. Уште 3 години ќе нема кој да ги школува нашите студенти. Кај нема студенти, па сега и професори нема. А сте ветувале овдека. Решение за сите. А вие што вработувате? Знаете. Ветувањата за студентите. Ќе направиме програма за поддршка на лекторатите по македонски јазик и во странските универзитети. Предлог законско решение имате, нек ни ви е срам да направите јавна расправа во Собраниево, со кој што македонскиот јазик го рангирате како втор службен јазик. До тука стасавте. Па ќе сте го напредували и ќе сте давале повеќе средства за лекторатите во странство. Во Штип ќе изградиме универзитетски кампус заради задоволување на потребите на студентите и професорите. Каков ти кампус бе во Штип? Абе, цигла немате клајно. Цигла немате клајно. Ќе воведеме систем на доживотно учење по европски стандарди, а деломно со употреба на европски фондови и програми кои се наметнати точно за оваа цел. Ништо од ова. Катастрофа. Наследниот закон ќе ви ги прочитам и другите ветувања, ова е целата ваша програма. Едно ветивте, едно исполнивте, екстерното го укинавте, а во законот за основно образование 3 пати полошо решение. Полошо од екстерното. Нели децата имаја стресови, нели наставниците имаја стресови. Е сега, последната учебна година со новото законско решение, да видиме дали нема да имаат стресови. Ветар од екстерното тестирање направите. Годишна евалуација. Флоскули, лаги. Никаков конкретен проект во образованието. Страмота е. 3 години Министерството за образование нема предложено законско решение, ако ви текнува. Освен субвенционирање на при набавка на инструменти, законот за основно образование кој што
не може да се имплементира инклузивноста и законот за високо образование, кој што сега тие што ли го предлагаја, кажуваат дека не може да почне да се применува. Катастрофа. Образованието во Република Македонија, вклучително и културата, е донесена до најниски граници. До најниски граници. И наместо да ги свикат овдека министерот и заменичката, Ви благодарам. политички предизборни, тоа е добро што мислата, политички предизборни ветувања. Сета среќа е што за 20 дена си одите, па да можат да здигнат и професорите, што ги оценувате за повисока плата да бидеш едно некаде.